би сакал на почетокот да ви се заблагодарам за вашиот интерес во однос на отпочнувањето на твининг проектот финансиран од Европската Унија за надградување на институционалните капацитети во делот на координација на спречувањето на силниот екстремизам и борбата против тероризам и во однос на сите напори кои што оваа држава ги вложува во превенцијата и во борбата против тероризм. Ова е исклучително важен проект кој што е финансиран од Европската Унија, затоа што доаѓа во вистинско време, во време кое што се соочуваме со нови безбедносни предизвици и навистина е потребно сите капацитети, не само на безбедносните, туку и на останатите општествени чинители во спречувањето на овие не само безбедносни, туку и социолошки феномени да бидат надградени. Во сегашната соработка која што имавме со Карабинери и Корпот и Студиарес Филупо, Институтот од Република Италија, кои што се имплементатори на овој проект во нашата држава, навистина вредно работевме и веќе се отпочнавме со 4 активности во насока на подигнување на јавната свест, на правење на истражување за потребите согласно капацитетите на институциите и што е она што се планира во наредниот период, она што значи градење на една силна и отпорна заедница. Планирани се многу активности во рамките на овој проект, кои што се надевам во планираниот период од 21 месеци ќе бидат успешно реализирани и особено ни е драго што нашите пријатели од Италија ќе го споделат нивното искуство во борбата против тероризмот, спречувањето на силниот екстремизам и сето она што значи процеси на радикализација кои што можат да водат кон тероризам. Во оваа прилика би сакал исто така да изразам благодарност и до останатите меѓународни партнери кои што несебично ја поддржуваат работата на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам кој што јас го раководам во смисла на подигнување на капацитетите, имплементација на одредени активности, иако е кратко времето, 2,5 години како е формиран Националниот комитет, мислам дека направивме важни работи и еден добар исчекор во борбата против тероризмот. Се надевам дека ќе продолжиме така и во наредниот период и искрено уште еднаш им се заблагодарувам на нашите пријатели од Италија за она што значи несебична поддршка во досегашните заеднички активности и верувам дека таа поддршка ќе продолжи во наредниот период. Се надевам дека ова ќе биде успешен проект кој што дотолку повеќе ќе влијае на идни проекти кои што ќе бидат имплементирани во нашата држава, не само во делот на спречувањето на силниот екстремизам и борбата против тероризмот, туку и пошироко во целата општествена заедница. Buongiorno a tutti, sono il generale di divisione Pasquale Angelo Santo, comandante del ROS dei Carabinieri. L'Arma dei Carabinieri è onorata di partecipare a questo progetto di preparazione e sviluppo delle capacità preventive e di contrasto alla criminalità con la polizia macedone. Добар ден на сите, ви благодарам, јас сум генерал Паскуале Анджело Санто. И јас ја го представувам полицискиот корпус корпусот на карабинери. За мене е огромна чест тоа што можам да учествувам тука во овој проект кој што ја поттикнува соработката и развојот на цела една серија на активности за спречување и борба против организираниот криминал, тероризмот и екстремниот и насилен terrorism. L'Arma dei Carabinieri è ben contenta di fornire questo apporto conoscitivo e di grande esperienza maturata negli anni sia in Italia sia all'estero con l'impiego nei diversi teatri operativi delle nostre forze. Корпусот на карабинери, Рос Карабинери е многу задоволен што имаме можност да дадеме наш придонес и да го споделиме нашето знаење, особено во делот на нашето искуство во борба против тероризмот и екстремизмот во изминатите децении кои што го стваривме во многу разни ситуации и контексти. La partecipazione del raggruppamento operativo speciale a queste attività addestrative e di formazione fa riferimento ad un metodo di lavoro che il raggruppamento dei carabinieri ha nel tempo adottato e sviluppato e anche affinato per contrastare alcune forme di minaccia della criminalità organizzata di tipo mafioso e
anche terroristico, in questo caso di tipo confessionale. Корпусот на карабинери е познат и истакнат поради своето долгогодишно искуство и во таа смисла ние сме среќни што можеме во оваа активност да го споделиме нашето знаење, да споделиме обуки, особено во споделувањето на еден специфичен метод на работа, кој што ние низ годините сме го рафинирале, сме го развиле, сме го продлабочиле, а кој што е познат на интернационално ниво во делот на борба и спречување против на организиран криминал, на мафија, но исто така во последните години и на тероризам и на така наречен religiosen и verski terrorism. Quindi la formazione riguarderà la condivisione del nostro metodo di lavoro che prevede una fase iniziale di analisi del fenomeno o delle forme di minaccia e poi la capacità di individuare gli obiettivi investigativi sui quali concentrare l'azione di contrasto. È un metodo di lavoro che ha portato ad ottenere grandi risultati operativi e che noi confidiamo di poter mettere a disposizione dei colleghi della Polizia della Macedonia del Nord per far sì di contrastare insieme le espressioni della criminalità, sia essa organizzata sia essa di tipo terroristico. Aggiungo per ultimo che questo è un aspetto importante della cooperazione perché non si può oggi pensare di contrastare il crimine restando ognuno a casa propria. Il crimine transnazionale, il crimine internazionale va contrastato nell'ambito di una stretta cooperazione di polizia e di azione congiunta giudiziaria. Нашите активности за спречување на организираниот криминален тероризмот донеса огромни резултати, особено на оперативен план. Ние во рамките на овој проект би сакале да ги споделиме тие резултати на оперативниот план и со македонската полиција, со Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија, особено во една почетна првична фаза на развивање заедно со Министерството оперативни акции на анализа, значи аналитички активности кои што ќе можат понатаму да имплементираат исто така и подетална, поконкретна активна работа, здружена работа, затоа што ние сме убедени, за крај сакам да кажам дека ние сме убедени денешниот меѓународен трансграничен организиран криминал и тероризам не може повеќе да се спречува од дома, седејќи дома, туку потребни се здружени, продлабочени аналитички активности како на полициските сили, така и на судските власти, на судските органи. Per ultimo vorrei ringraziare tutti gli attori che partecipano a questo progetto, a partire dalle autorità della Comunità Europea e alle autorità politiche di polizia della Repubblica della Macedonia del Nord e alle società italiane che partecipano a questo progetto di sviluppo. Mi auguro che alla fine di questo periodo le capacità di contrasto risulteranno più incisive e che l'Arma dei Carabinieri sicuramente si arricchirà per aver frequentato, per aver stabilito rapporti di così stretta collaborazione con la Polizia della Repubblica della Macedonia del Nord. Значи, како што реков, нашата задача, нашата цел тука ќе биде да го споделиме тој метод на наша работа, особено во делот на аналитика, на анализа, но исто така и во делот на зајакнување на институционални капацитети во делот на истрага против тероризам и организиран криминал. И за крај би сакал исто така да им се заблагодарам на сите чинители на овој проект, представниците на Европската унија, но исто така и представниците, политичките представници на македонските институции, на министерствата, македонската полиција, Министерството за внатрешни работи, затоа што ние како карабинери, корпусот на карабинери ќе бидеме особено почестени и среќни што ќе можеме да разменуваме искуства, да соработуваме со македонската полиција и јас верувам дека тоа ќе биде позначаен, ќе има позначаен импакт и позначено влијание во спречувањето и сузбивањето на организираниот криминал и тероризмот. Ви благодарам.
Grazie molto. Почитуван генерал майор Паскуеле Анджелосандро, почитуван полковник Никола Комфорти, господин Виктор Диловски, почитуван заменик директор на Бюрото за явна безопасност господин Десет Яри, почитувани членови на Националниот комитет за спречување на насилие, екстремизам и борба против тероризам, и во моје лично име да ве поздравам и да го изразам задоволството од упражнувањето за спречување на насилие, екстремизам и борба против тероризам како корисник ќе го имплементираме во наредните 21 месец во соработка со Карабиниери Кор и Студијале Силупо од Република Италија за прифаќањето на предизвикот да се зафатат со оваа значајна активност. Благодарност до владата на Република Северна Македонија твоите стратешки предводещи документи, Националната стратегија за спречување на екстремизам и Националната стратегија за борба против тероризам излеза од подготвеност за понатамошна професионална разработка, включително и преку овој проект кој се подразбира односи на партнерство на сите релевантни читани преку брза генерирање на разни информации и заемна помош во разбирањето и трета успешна имплементација ќе ја промовира нашата држава како релевантен партнер во меѓународната безбедност. Благодарам. This very important project. Our first speaker of the day is Mr. Nicola Bertolini, head of the cooperation section of Dear Generale di Divisione Pasquale Angelosanto dell'area dei Carabinieri, dear Colonel Nicola Conforti, project leader from the institutional capacity of the relevant authorities to curb security risks of radicalization, violent extremism leading to terrorism, and improve interagency cooperation and coordination. To reduce terrorism globally while respecting human rights. There is also progress in security cooperation, prevention, and countering of radicalization, effective information exchange within AMAS. It requires close cooperation with local authorities and civil society. Therefore, the project like that we will not allow any further changes in human resources from the beneficiary side, even if elections today is of utmost importance, where best practices and challenges faced in the area of countering terrorism and radicalization. The project deals with improvement of the capacity of the state organizations to counter radicalization with specific experience in working with specific groups to help identify and address problems. Ми представува особена чест и задоволство од името на Министерството за внатрешни работи да ги во моја лично име на почетокот на овој настан да ги се обратам со оглед да се работи за многу значаен и релевантен проект за јакнување на капацитетите за координација во спречувањето на насилен екстремизам и борбата против тероризма. Со помош на фондовите на Европската Унија се помогна во реализација на многобројни проекти, со што нашето министерство обезбеди делокот на надлежностите на Министерството за внатрешни работи. Дами и господа,